Интензивно се работи на завршување на автопатот Охрид-Кичево. Се користат современи техники за да се стабилизираат косините, а што се однесува до свлечиштата, најкритично е кај селото Ботун, каде целата планина буквално се спушта. Отидовме со решение кое што по мене требало да се направи уште кога почнал да се работи овој проект. За жал проекти немаше, геолошки истражувања и геотехнички немаше. Сега се направија, имаме проекти за 16 свлечишта, од кои што 14 ги стабилизираме. Најголем дел се со галерии, едната е веќе готова кај селото Извор, втората почнува да се работи. Очекувам до пролетта веќе 3 да се целосно завршени. Најголемиот проблем е кај селото Ботун, цела планина буквално се спушта таму ќе одиме со стабилизации кои што ќе одат внатре во земја, 14 до 21 метар ќе се спуштаме во земја. Чисто за слика, тоа се згради од 4 до 5 спратова, каде имате представа за која висина зборуваме. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Николовски истакна дека динамиката на градежните работи е одлична и очекува автопатот да биде пуштен во рамки на договорениот рок. Тоа е ветување и така ќе биде. Не можам да ги предвидам само временските услови, знаете дека оваа есен беше навистина врнежлива. Дали ќе завршиме во декември или ќе завршиме во март, тоа е опсегот заради временските услови, е прашање на Господ и на време, но ветувањето кое што го дадовме ќе го реализираме. На автопатот Охрид-Кичево се изведува сложен инженерски и градежен зафат за стабилизација на косините и земјиштето, се со цел трасата да биде безбедна за користење во наредните децении. Инаку по години застој, автопатот набрзо се очекува да донесе побрз транспорт и регионален развој. Нина Аритоновска, Сител телевизија.